Тука сме. Здраво, пријатели. Ова беше мала шега. Криенка пред камерата. А таквите игри секогаш ги измислува Гоце. Но овој пат досетката беше на Гордана. Твоја, немој да лажеш. Голема досетка. Е, токму затоа. Малите досетки секогаш ги измислува девојчињата, а големите, тоа е веќе позната работа. Добро. Не дојдовме овде да се препираме, нашата задача е... Знам да го водиме ТВ речникот. Токму тоа за препирки има место. Знам, но ти сепак не треба да забораваш дека јас сум неколку минути постар од тебе. И затоа секогаш мораш да попушташ во препирките. Добро, па јас и попуштам. Зар не, Гоце? А сега време е веќе да почнеме. Иако Гоце не е девојче, сепак ја има предноста како постар брат. Па повели, Гоце. И денеска ќе патуваме низ нашиот ТВ речник. И денеска ве покануваме да ги откриваме тајните на зборовите. И овој пат ви нудиме игра. И забава. Веќе го препознавате. Вујко Ване, нашиот сакан Вујко Ване. Не сака... За него далечините не представуваат ништо. За него нема граници. Не сака да се смири срцето скитничко. Далечините имаат некоја чудна моќ пред која никој не останува рамнодушен. Горден, подобро вечер на еден светски патник, кое прашање му се поставува? Каде доаѓа? Од каде доаѓаш, Вујко Ване? Еве вака, чекајте само, секој патување си има и свој ред. Еве, слушај, Гоце, провери во твојот речник и најди ја буквата К. К? Да. К! Ја најдов. Така, а сега пронајди го зборот... Зборот? Чекај, кој збор? Пронајди го зборот да се сет... Килиманџаро. Килиманџаро? Да, де? Па Зари дотаму, бре, Вујко Ване, стига? Што е тоа? Ништо, ситница. Како да сум си искачил на некој наше ритчоп. Килиманџаро. Да. Највисокиот врв во Африка. Тој податок е точен. А сега, Горде, кажи ми ти, колку јажиња од метар должина е висок Килиманџаро? Беше висок. Беше висок и сега е. Добро, висок. 6010 метри. И тој податок е точен, да. 6010 јажиња? Од по 1 метар должина? Да, ни сантиметар покусок. И Вујко Ване, ти толку високо си изискачил. Можам јас и уште повисоко. Следната моја етапа е Монте Еверест. Ќе прескокнам вака. Опа! Нашиот Вујко Ване е единствен во светот. Тој сега ги знае и тајните на Килиманџаро. Точно така. И ви велам, деца, решив така јас да скокнам до Килиманџаро и ајде. Скокна. Ајде, се качувам, јас освојувам етапа по етапа, така, и најпосле стигнав до самиот врв и таму на врвот го прикачив нашето зелено знаме, знамето на нашата улица, а на него ги напишав сите имиња на децата од нашата населба. Слушаш, Горде? И замислете, деца, дека желби мои далечни.
Челичните нозе и волјата на Војковане, познато белосветско скитничиште и невртикутник, ќе стигнат до самиот врв на легендарниот Килиманџаро. Како? Стапка по стапка, така се освојува дивиот Килиманџаро. Вие сигурно знаете дека во стариот и примитивен Египет реката Нил бучно надоаѓала во летните горештини и суши. Домородците се чуделе на таа необична појава и принесувале жртви на реката Нил. Да, од каде таа чудна појава кога нема дождови? Тие воопшто не знаеле дека се топат снеговите на Килиманџаро. Вечните снегови. Тие воопшто не знаеле за снегот. Но таа тајна ќе открие нашиот познат белосветски скитник Војкото Ване. Еве, тој се приближува кон целта. Да, браво, браво Војко Ване, полека. Еве, наближува кон целта, уште малку. И еве, победничкото знаме е прикачено. Неосвоивиот и секогаш див Килиманџаро е освоен. Да, Килиманџаро не е веќе тајна. О, Килиманџаро, скапа моја љубов, тајно моја откриена, душата ми остана во твоите непристапни предели, а срцето на твојот врв покриен со вечните снегови. Војко Ване, О, ова за Килиманџаро ми е малку заматено. На твојот Килиманџаро, Војко Ване, не видовме снег. о, епа, какви снегови ве деца во ова време? Па, Африка е тоа, таму и челикот се топи, а не снегови. Кој спомна снегови? Туку, сакате ли да ви кажам каде се спуштив јас од Килиманџаро? Каде? Па, тогаш во вашиот речник побарајте буквата Н. Нил. Еве, Нил. Нил е најголемата река во Африка. Нил е татковината на крокодилите и нилските коњи. О, Нил, реко моја. Од врвовите на Килиманџаро, нашиот познат белосветски скитник, авантурист и невртикуќа се спушта низ афричките низи. Го фати течението на реката Нил. Да се разлади. Сакаше да се одмори ловејќи риба. Но на секој чекор беше следен од камери од љубопитен свет. Сите му се воскитува. Да. За да се пододмори и за да остане скромен и незабележлив, тој се повлече во дебелите сенки крај Нил. Па да. На јунакот од Килиманџаро потребен му е мир и спокојство. О, Нил, реко моја. Војко Ване, ова многу не ми личеше на Нил. Не видовме ни крокодили, ни пак нилски коњи. О, славна реко Нил! О, реко моја недостижна, и твоите води ми го заробија срцето. Твоите води што надоаѓаат од стопените снегови на мојот Килиманџаро. О, врву недостижен, реко разлудувана. О. Многу не верувајте му на Војкото Ване. Знаете, тој сака и да си подлажува. Епа, сега е време да си одам, да се подготвам за моите нови патувања. Да. А каде? Каде? Тоа нека остане тајна. До гледање горде
До гледање, Гоце. До До гледање, Војковане, до гледање. О, Нил, реко разбранувана, о, Килиманџаро, врву недостижен. О, Гоце замина Војкот Иване. А нам ни преостанува? Знам да го водиме тебе речникот и да најдеме нешто интересно. О, дедо Димо! Дедо Димо. Дојдов, деца, дојдов, ама не да ви пречам, туку да ве подсетам да не заборавите на мене и на мојот патувачки театар. Ете тоа. А за тебе, дедо Димо, А. има секогаш место во нашава емисија. За Дедо Димо и за неговиот патувачки театар, камерата е секогаш отворена. Така, деца. Ој, па сега јас морам да одам во својата работилница, а вие продолжете си ја работата. Ајде, деца, ој. Важно, навреме го најавив учеството во емисијата. Ајде. Нашиот ТВ речник не очекува. Затоа да побрзаме низ неговите страници. Славе. Славе. Токму така. Славеот е најдобриот глас на пролет. Славеот и диригент на сите птици. Славеот не знае за умор. Со него светот е повесел. И поразигран. Со Славеот се е поубаво. И пораспеано. Nokta spokoj mine, utro dok je otvori oči, vestem pesna medna teče, za slave od nema poči. Jedna pesna v srce dvoni, jedno grlo biseroni. Jedna pesna v srce dvoni, jedno grlo biseroni. Pogrmuški sred cvekinja, dok gnezdото svoje skrito, moknuva pesnata, gremavото полежито. Една pesna v srce dvoni, jedno grlo biseroni. Една pesna v srce dvoni, jedno grlo biseroni. Тишина се где кротко цари, и ветрото мукна в час. Секој сака да го слушне онето полнежен глас. Една песна в срце звони, едно грло бисерони. 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 Една песна в срце звони. Чекајте. Не знаеме кој толку убаво пееш. Навистина песната за Славеот беше прекрасна. А сега редно е да ни се представиш нам и на нашите гледачи. Се вика Маја Белјан. Ученичка сум од 5 В оделение при основното училиште Браќа Рибара од Скопје. Море дедо Димо, како не ти е срам. Старчиштето се облекло како ерген. Уф, целиот е заборавен. Завчера му испаднало шамивчето од левиот джеп на палтото. Уф. И туку се влече со онаа негова количка лево-десно и ги лаже децата со не знам какви игри. Море старчиште, и на телевизија се појавува. Старо вампириште. Наместо да одиш да играш дама со пензионерине, па да чуеш некоја новост. Не, тој ги лаже децата. Колку човек старе, толку подетинува.
Добар ден, суседке Стевке, како сте? Благодарам добро. Пријатно. Пријатно. Види ја Пандора, пак ми ја летна на фризерка, а пред 3 дена ја измодира косата. Што мајка бара пак? Море срекне и била звездата се изнашета. А што донесе кога се омажи? Ништо, дојде само со фустанот. И донесе 2 јамболи излитени од село и 5 перничиња, и тоа едното и беше грешно во везењето. Туку срекне и била звездата и ништо повеќе. Мамо, дојди бргу да видиш. Што се случило? Ти преврало млекото на шпоретот. Не се мириса, само да видиш. А се смееш, а? Да се смееш, знаеш, а да го трнеш млекото не знаеш. Дојди во му, дојди. Дедо Димо заедно со своите јунаци е подготвен за настапување. Така, сега пред се, во тебе речникот под буквата О, пронајдете ми го зборот орел, а под буквата Г зборот гавран. Гавран? Да, тоа го бара денешнава наша игра. Гавран. Орел. Епа, драги мои пријатели, денешнава наша игра за вас ќе одиграат токму орелот и гавранот. Ми направи добри на Гаврану, да си здрав и жив довека. Ако не дојдеше да ме предупредиш дека змијата се качува кон седелото на моите деца, можеше да се случи несреќа. Ја видов, Ваше Величество, лошата змија и ете, признавам се, исплашив сам да го бранам вашето седало, ама побрзав да ве предупредам за опасноста што им се закануваше на вашите деца. Јас, како цар на птичиот род, морам со нешто да ти се одолжам. Вашето срце, честити цару, е многу широко. Ви благодарам. Почестен сум од ваша страна. Кажи ми, Гаврану, што сакаш? Би сакал да имам силни крилја како вашите. Орловски крилја што би ме однеле високо во небото. Аха, значи сакаш крилја. Добро, добро. Честити цару, јас, сакам крилја за да... Добро, крилја ќе добиеш, тоа ти ветувам. Но не можам да те претворам во орел. Ако срцето ти е плашливо ништо, ти со орелски крилја ќе си останеш само обичен гавран. Полека, биде сериозен. Најдете ми го зборот суд. Суд. Ева те. Си седам јас во мојата библиотека. И кога? И појдов јас еден ден во лов. Дојдов во една голема шума. Во шумата многу живот. Ја зедов пушката на нишанив. Го погодив, заекот падна. А потоа заекот стана и почна да бега. Најде лисицата, заекот ја лапна лисицата. Лисицата почна да бега, најде волкот, лисицата го лапна волкот, а волкот ја лапна мечката. И сите се лапна. А потоа јас ги ставив торба и јас ги лапнав нив. Да, тоа е. Да. Да. Ова што сега ќе го гледате му припаѓа на зборот суд. Седи. Се побунија јунаците од книгите во мојата библиотека. Многу се жалат на вас. Поплаки до немајкаде. Овде ги гледате господинот Минхаузен, малечката Хајди и немирниот Том Соер. Ваши омилени јунаци од истоимените книги. Секако дека го препознавте и пионерот Пане. Против него има најмногу поплаки, па затоа моравме подитно да го повикаме на суд или на некаков поправен испит. Том, биди мирен. Цело време издодеваш на Хајди. Кутрата малечка Хајди, а ти
Nemirni. Da. Ve molam, gospodine Minhausen, sednete među Tom i Heidi i pogrižete se za red. A da. Сега ќе има ред. Том. Баронот Минхаузен. Ја сака честноста и вистината. Mir! А, Хайде, зашто ми го изложува јазикот? А ти Седи. зашто ми ја тегнеше косата? Да. Треба да го казните, че го чедо. Треба. Te molam, Heidi, bidi barem ti mirna, barem ti. Tom već je site go znaju. Te molam, Tom. Te molam, Heidi. A сега да ги чуеме вашите поплаки против пионерот Пане. Вие најпрвин, господине Минхаузен, повелете. Благодарам. Многу почитуван суде. Тој, пионерот Пане, бојци. На мојата 41 страница ме повреди. О, како ме болеше тоа. Ме повреди и физички, и психички. Ме болеше, но јас сето тоа го издржав. А потоа, кога ме зафрли низ прозорецот, јас летав преку 7 планини високи, преку 7 мориња широки, преку 7 реки длабоки, преку 7 дум, да. И со тоа ја повреди најголемата вистина во книгата. Мојата вистина? Да. Мислите на вашата најголема лага, нели? Ве молам, внимавајте на односот кон мене и да разговараме на перци, а не пато. Сето тоа ме навредува и јас, да знаете, јас не сум лаштво. Добро де, господине Минхаузен, добро де. Само рака на срце, кога ги слушам, поправо кога ги читам вашите доживувања, си велам, овој господин Минхаузен уште малку па ќе му доскокне со лагите дури и на Војкото Ване. Се надевам дека тоа не е толку многу смешно, нели? Да. Благодарам што ме изслушавте. Да. Хайде сака за нешто да се пожали. Таа може тоа самата да ми го каже, Том. Може. Мене ми се пие вода изворска, онаква како што е во планината. Планинска вода овде немаме. Можеме да ја пуштиме чешмата да истече. Благодарам, не. Добро. Друг да се пожали против пионерот Пане. И јас ги почувствував истите болки како господин Минхаузен. И јас, чичко чедо. Ви велам, тој ваш пионер Пане не ќе да се спријатели со мене. Ви велам, не внимава. Не внимава. Седи. Да. Сака ли обвинетиот да каже неколку зборови како порекнување, да се брани? Ете му давам збор. Значи, го признава обвинението. Тоа ќе биде известна улеснителна околност за него. Затоа го осудуваме. Повеќе часови да седи дома затворен над своите книги. И тоа на студен стол, се додека не го прегрее. Ете, тоа е пресуда за тебе, праведна. Да. Чичко чедо, во твојата фантазија се кријат многу напишани и ненапишани сказки. А на пионерот Пане така и му треба. Тој ни една книга и не прочитал. Балет. Убав збор што означува уште поубава игра. Дека е тоа така, ќе ве уверат нашите гости на крајот од нашава емисија.
Еве веќе ги гледате. Тоа се младите идни балетски уметници од балетскиот одел при Музичко-балетскиот центар во Скопје. Тие ќе ни се представат со кинескиот танц, како и танцот на црнчињата. Кореографија Загорка Паунова, Снежана Спасевска и Ѓурѓица Јовановска. Поздрав на сите до нашата наредна средба.